Bismillahirrahmanirrahim. Благодарност на Аллах Азza wa Jalla, koji svojot pejgamber Muhammed sallallahu alaihi wa sallam го зајакна во неговата мисија со бројни муџизи, со бројни чуда. Најголемо чудо на Мухаммед алейхи салату вассалам и најголем аргумент и доказ дека Мухаммед алейхи салам е пејгамбер е Куранот. И тоа е вечна муџиза која ќе трае до судниот ден. Бидејќи Куранот објавен пред 14,5 века, пред 1400 години и повеќе. И ден денеска Куранот е жива муџиза. И ден денеска Куранот и пркоси на наука најавува за откритијата кои ќе дојдат во иднина. И ден денеска Куранот е извор кој не може да се открие неговите тајни. Затоа Куранот е најголемо муџизе вечно на Мухаммед алейхи салату вассалам. Второ муџизе за кое улемата вели најголемо чудо, кое Аллах Азza wa Jalla му го дал за да потврди неговата пратеничка мисија, беше муџизето на Исра и на Мираџ. Ова муџизе Исра и Мираџ се спомнува во Куран. И куранско поглавје, цело куранско поглавје носи наслов, назив Суретул Исра, во превод ноќно патување. Тоа е муџизе, бидејќи Аллах Азza wa Jalla го воздигна на Мухаммед алейхи салату вассалам од Месџидул Харам, од Мека до Месџидул Акса во Ерусалим и потоа до над седмо небо, па до Сидратул Мунтеха во дел од ноќ. Во тогашно време, да човек оди од Мека до Ерусалим и да се врати, му било потребно 40 дена. А Мухаммед алейхи салам бил во дел од ноќта. И затоа тоа се вика муџизе, чудо, бидејќи како е можно во дел од ноќ да ги поминеш сите тие пространства, а било потребно толку време. И затоа Аллах Азza wa Jalla вели Субханаллази асра би абдихи лейлен минал месџидил харам. Славен и чист од секоја мана е Аллах кој го воздигна, го крена својот роб. Кој е својот роб? Значи Мухаммед алейхи салам. Минал месџидил харам, од месџидил харам до Месџидул Акса во Ерусалим. И баш зошто до Месџидул Акса? Нам да ни потврди, да ни стави до знаење дека Месџидул Акса е наше трето свето место. После џамија во Мека, џамија во Медина, на трето место доаѓа џамија Акса во Ерусалим, во Палестина. И таа беше прва кибла кон која се насочува муслиманите во нивните намази околу година и пол, 17-18 месеци. Што се случи? Секако дека во една кратка худба не може да се зборува за ова муџизе, бидејќи од кој аспект да го земаме, ова муџизе не може да се објасни. Прво, што е најважно, пејгамбер салаллаху алейхи ва саллем пред тоа, пред да биде подигнат на Исра и Мираџ, 621 година, според мнозинството на улема, месец Реџеп, и според календар на исламска седмица, 27 Реџеп е во понеделник, а наспроти е неделан, наспроти понеделник, тоа е ноќ кога се случило овој настан. 621 година. Пред таа година, Мухаммед ﷺ ги изгуби двајца најсакани луѓе кај него во тогашно време, во тој период. Тоа бе неговата сопруга Хадиџа радијаллаху анха, која му беше внатрешна поддршка во неговата мисија, и Ебу Талиб, неговиот аџо, иако беше немуслиман, меѓутоа поради неговата роднинска врска го помагаше, го поддржуваше и го бранеше. И таа година се нарече Амул Хузн, година на жал. Година жал. Потоа пејгамбер алейхи селам отиде во Мека, него примија
не го прифатија неговиот повик, па замина во Таиф, околу 100 километри далеко од Мека, и таму го каменува, и таму не го прифатија. И тогаш беше пегамбер селем многу растажен. Беше една многу духовна состојба, жална и тешка. И токму тогаш Аллах азza ва джелле го зеде кај него. Што? Го пушти кого? Во хадис Бухари, во хадис Енес ибн Малик. Бейнема ана бейн ал-хај ва јақзан. Вика пегамбер селем, додека бев меѓу сонот и јавето, Аллах пушти мелек, ме положи на земја, ми ги отвори гради, ми го очисти срце и потом ми го врати. Ова е муџизе. Како некој ти го отвори срце? Ти од денес гледаш наука достигнала, Жан Митрова ти го отвори срце, ти остави срце, друго срце. Значи, прво да му каже некој пред 50 години не можеше да свати. Ако човек може да го направи, зарем господар на светот и не може. На пегамбер салаллаху алейхи ва селем 3 пати му е отворени гради, 3 пати му се отворени гради, измиено му е срце, а тоа значи духовна припрема за она што следува. Прв пат кога беше кај Халима, кога беше како дете, околу 4 годишна возраст, потоа пред да му дојде објава на Хира, и третиот пат пред да направи Исра и Мирач. И вика што? Аллах пушти бурак. Гледате, денеска колку муслимани имаат деца име Бурак. Дали некој праша што е бурак? И што значи бурак? Зошто е бурак? Бурак е арамска реч, збор, што потекнува од две значења. Ал-Барк, гром, секавица. Бидејќи тоа животно било од дженнет. Во една книга пишува имало 40.000 бураци. Што е бурак? Вика, бурак е дженнетско животно. Помало од мазга, поголемо од магаре. Неговата брзина е колку што достигнува доменот на погледот. Берк. Значи, колку громот, кој ќе удри гром, секавица, колку тоа е дел од секунда. А вика, берк исто така значи од бурак, што значи блескавост, светлина, брза светлина. И вика, дојде бурак, животно од дженнет, и ме понесе од Месџидул Акса, од Мека до Ерусалим. И тука пегамбер алейхиссалам го врза тоа животно за зид. Денеска тој зид евреите го имаат земено и го викаат зидот на плачот. Инаку тој во историја на ислам е зид каде пегамбер алейхиссалам го врзал животното бурак. Значи кој бурак тоа со кој бил пренесен. Тука пегамбер влезе, клањаше, дури клањаше со сите пегамбери. Аллах сите пегамбери му ги донесе и беше имам. Кога излезе надвор, Џибрил му понуди 2 сади, сад, чинии. Една чинија со млеко, друга чинија со вино. И му рече, избери Мухаммеде. И Мухаммед алейхиссалам избра млеко. И му рече, асабтал фитре. Ја погоди чистата природа. Ако избереше вино, твојот ум ќе одеше во заблуда. Потоа пегамбер алейхиссалам со помош на мелеци и со Џибрил почна да се креба и да се воздига во небеските пространства. На прво небо го сретна на Адема алейхиссалам. На второ небо го сретна на Иса и на Јахја алейхиссалам. На трето небо го сретна Јусуф алейхиссалам. На четврто небо го сретна Ибрахим алейхиссалам. На пето небо го сретна на Харун алейхиссалам. На шесто небо Муса алейхиссалам. На седмо небо Ибрахим алейхиссалам. И потоа одеше на седмо небо и до тука Џибрил му рече, аз не можам повеќе. Значи, пегамбер каде што стигнал, нету можел, ниту мелек да стигна. Потоа пегамбер алейхиссалам стигна до Сидратул Мунтеха, тоа е конечно перде, каде што веќе нема пристап никој. И каде што разговараше со Аллах, и таму го виде дженнет и џехеннем. Е сега што виде дженнет, што виде џехеннем? Што виде пегамбер во дженнет и џехеннем? Потврдено, иначе има многу да се зборува. Што видел пегамбер на Мирач? Тоа дерсови треба. Кратко, само два хадиси. Што сметаме дека е најкорисно за нас. Прво,
Veli pejgamber sallallahu alaihi wasallam u hadis Tirmizi, hadis Ahmed, hadis Sahih, potvrđen hadis. Lejlete urije bi, merertu bi qaumin lahum asaru min nuhas. Noćta koga bev na Mirač, znači govorimo nebeski prostranstva, pominav pokraj luđe. Pominav pokraj luđe. Lahum asar, koji ima golemi bakarni nokti. Bakarni nokti. So koji nokti? Jahmišune vuđuhahum wa sudurahum. So koji nokti gi kine, gi čupa svojite lica i svojite tijela. Znači čovjek su nokti da go kine svoje to lice i svoje to tijelo. I se začudiv, veli pejgamber sam, se začudiv. Kultu li Džibril men haula. Mu rekao, o Džibrile, koji se ovi luđe? Zašto go prava tova? Kale haulaj, slušaj koji se? A vallahi se kol na valla, deka tije luđe danas je gijeme najpoveće među nas. Tije luđe koji će vidjeti vaka na sudni dan, a go molim Allah da ne napravi da budemo od njih, danas je gijeme najpoveće tije luđe. Haulaj kaumun jekaune, jakulune lehumen naz, va jekaune fi aradihim. Vaka, zbor po zbor. Tije se luđe koji ja valka česta na drugi te luđe i koji go jada meso to na drugi luđe. Kako može čovjek dade meso na drugi čovjek? Alladhina yakuluna lahuman nas, oni koji go jada meso na drugi te luđe. Meso na drugi te luđe znači zboruva za njih. Ja valka dnivnata čest, nivni od ugled. Zboruva dnesi ti je prisutni tu kad ti zboruvaš za čovjek. Posebno 90% zbora crno, ocrnuvat, degradirat, komprimitirat. Znači, čovjek se ništa nekoj zboruva za nekoj drug, nemo pozitivno, tuku samo za lošo, samo da go posrni, samo da go poniži. Ti je go jadat meso to na svoj mrtov brat. I ti je na sudnji dan će gi kinat svojite lica i svojite gradi. Allah da ne čuva. Vo drug hadis, što isto tako opasan, mislim opasan vo porakata, vi kad vidio vluđe, koji ima pred sebe si dva kazani. Jedan kazan so taze meso, ubavo meso, svežo meso, drug kazan so gnoj, so smrdotija, so psovisano. I luđe to, namjesto da jada to svežo, taze meso čisto, ti je luđe to jade, a drugo to meso, drugi otkazano, to što je smrdljiv, što je gnoj, što je gnasni, što je psovisan. Se začudiv, subhanallah. Ja Džibril men haula, o Džibrile, što je ova rabota? Predniv čisto, ubavo svežo meso, luđe to jedan od toga valkano, gnasno, smrdljivo. Koji se ti je? Ti je se od tvoj umet. Koji od moj umet? Ti je se zuna. Ti je se zinačarite. Ti je se bludničarite. Ti je se bludnicite. Koji imale doma čestna žena, halal žena, soniča, so sve što mu rodila desa i toj ja napušta svojata sopruga, svojata žena i odi po nedolični ženi, po nečisti ženi, po nezakonski ženi, po nelegitimni ženi, po prostitutki i taka natamu. Nivnata kazna će bude ova na sudnji dan. Treto što vide pejgamber sam, mnogo vide, da ne dođe mnogo, vika vide pejgamber sallallahu alejhi ve sellem luđe koji ima golemi stomaci. Saka da stanat ne možat. Od nivnite stomaci izlegува zmiji golemi, neopislivi strašni zmiji. Koji su ovi luđe ovaka su golemi stomaci, saka da se krenat ne možat. Ti je se neko jadele kamata. Ti je se neko jadele kamata. Ovo je strašno. Ovo je strašno. Da čovjek jedan dinar zeme kamata, mu je pogolem gref od koga da spije so majka. Leudhu billahi. Što zboriš od ja? Ne zboram ja. Ovo ti je rekao pejgamber sallallahu alejhi ve sellem. Ja samo ti prenesu vam, pročitaj, sam će vidiš. Allah azza wa jalla, evo Kuran, objavil na trojca vojna. Čitaj, i baraj do drugata nedla da vidiš komu Allah objavil vojna. A jedan od njih je oni koji jadat kamata. Mi znamo što je kamaten sistem danas, deka čovjek bez da saka, međutim čovjek treba da izbjegnuva ona što može da izbjegnuva, da je Allah rekao la yukallifu Allahu nafsan illa wusa. Allah ne ve optovarува na vašite možnosti. Znači ti treba da izbjegnuvaš koliko što možeš od harama. Potom pejgamber sallallahu alejhi ve sellem se vrati od Mirač i Allah mu dade 3 pokloni i tuka završavamo. Koji se poklonite na Mirač?
koji se potvrdeni, neće zamirati, ti će slušaš od tođe na internet, čuda, ama mi zborujeme so argumenti, so dokaz. 3 raboti potvrdeni, što Allah azza wa jalla mu ga dade na Rasulullah na mirač. Prvo, salavatul khams, 5 namazi, ti je 50. Potom se vraćaše kaj Musa mu reče, što ti naredi tvoj gospodar, reče 50 namazi, vrati se, nema da može da izdrži tvoj ummet, pa poleka se vraćaše, dodeka dojde do 5 namazi. I na 5. otpad, znači, Musa mu reče, vrati se i 5 će im biti teško. I 5 namazi će im biti teško. Vrati se Allah da ti namali. Ali pegamer što reče, fastahijtu, me fati već je stram. I stram, stram. Mu'min deneska nema stram. Bev snošti sova, dobiv na kocka se, ne se strami, subhanallah. Vernik da nema sram. A veli pegamer, el imanu wal haja kurena, imanot i sramot se dvajca prijatelji. Ako jedni od odide, za mene i drugi od. Ako imaš iman, imaš sram. Nemaš iman, nemaš sram. Nemaš sram, nemaš iman. I kad se zastrami, više sramota mi je. Jedna se vrati 2 pati, 3 pati, me fati sram. Da mu rečem na Allah da mi namali od 5 na 3, mi više sram. I ostana 5 namazi, po brojka 52 nagrada. To je prv podarok od ova mužize Isra i Mirač. Vtor podarok od Isra i Mirač se 2 ta posljednji ajeti od sure Bekare. Amen er Rasul, što ga učime često pati. Posljednji 2 ajeti od sure Bekara. Amen er Rasul, tije se 2 ajeti koje Allah mu gi dade vo Mirač na pejgambere sam i ne mu se dade nikomu od pejgamberi. Za sve koja bukva imaš nagrada i ti se odzvila dovata. I treto, što mu dade Allah za ođele na miraž na pejgambera, to znači nas. Gdje nije svi te privilegiji, pokraj pejgambera gi dobivame i uživame nije. Treta nagrada ili podarok ili hedije je men mate. Koji je tvoj ummet će umre. La yushrik billah. Koji je tvoj ummet će umre. Bez da mu pripišava druženik na Allah. Bez da mu pravi širk. Allah zel garancija da će ga vnese u džennet. Ako ima grevovi, prvo će se očistiti od grevovite, međutim, na kraju od krajištata, to će odi u džennet. Znači, sekveden koji će umre bez širk, inša Allah, to će biti žitel na džennet. Ova mužica, dragi braća, sekoj treba da se potrudi doma, neka pročita, neka go istražuva, neka nauči, gdje će i na vistinima golemi mnogo pouki da se zemat. Zato 27. noć određe evo nedela i duri vo nedela vo džamijata Baškimi vo radolišta, će ima tribina, će biti rejs od na Makedonija, Šašir Fetahu i dekanot na Islamski fakultet od Skopje, Abdul Džemil Nesimi, će ima tribina islamska baš toku na ova temja. Molim Allah azza da vrati Mesdžidul Aksa voraseta na muslimani. Allah azza da ne sočuva od zlotu i od ustata na zulumčarite i na rasipnisite. Allah azza go molime da ne napravi da budeme u društvu sa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Da živeme sa halalu i da umreme sa la ilaha illallah wa anna Muhammedan abduhu wa rasuluhu. I naša posljedna dova je en ilhamdulillahi rabbi.